а тоа и го направија да повикаат на верување, во разбирање, во слога, во љубов, и мислам дека тука таа димензија ќе се пренесе брзо и до верниците, да се стави крај дека некој стои зад одредени судири, за да не можат да си бараат алиби одредени политичари пак за своите активности и дејанија. Толку ли е моќен зборот на папата? Па добро, не може да се потцени секако. Не може да се потцени секако. Мисите што ги организира, каде што се обраќа пред огромен број на верници, каде што се пренесуваат во стотина земји во светот, не може да се потценат, и тие пораки се вредни, и затоа оваа посета, како и иницирањето на диалог, ќе донесе позитивни ефекти на крај. Ви благодарам многу. Како вие гледате целата оваа ситуација со толку многу обезбедување, со цела она помпезност? Па илузија да една посета на папата да го ублажи конфликтот што трае повеќе од 800 години. Значи, од една страна гледаме страшни работи малку подалеку од Турција или кај што е Ирак, кај што се бомбардираат луѓе, кај што се самоубиваат, кај што не знам што се прават. Така да малку изгледа дури и парадоксално и како еден вид шоуисценирано за еве као ние се трудиме нешто да се доближиме до вас, меѓутоа вие сте многу лоши у позадина, ние ќе ве направиме да бидете добри. Мислам, на тај начин нема никогаш да има поверение меѓу тие две религии. Напротив, тие пробаат со сила и со принуда да ги принудат другите да живеат или да ги прифатат тие вредности на живот како што владеат во западниот свет. И тука е тај основен конфликт, бидејќи има два погледи на свет. Ви благодарам. Завршете темата колку што јас можам да видам. Леле, луѓе, ја почнат многу да не догледувам. Ајде, вашите 30 секунди, господине Филип. Јас би сакал ова посета на папата да произведе и да биде единствено во добри намери. Зборувањата кои што се типично политички, темите кои што општо ги начнуваат, даваат одредена надеж, меѓутоа се плашам дека нешто има за тоа. Да ве потсетам на еден термин многу познат на поупатените во овие простори, историските како и црковните работи, византиско однесување. Знаете, Константинопол се преименува во Истанбул со помош на католиците. Значи имаше повик за да се спаси Константинопол историски да не биде освоен, да добие помош. Католиците не одговорија и тој падна во раците на турците и до ден денеска е во раците на турците. Меѓутоа седиште на православниот Рим е всушност денешен Истанбул, односно некогашен Константинопол. Значи символиката е премногу голема за да мислам дека е само ова куртоазна посета. Ви благодарам многу. Имате право да ја завршите темата, но со едно подпрашање. Господин Петровски рече дека позади оваа посета стои некакво друго сценарио. Имате коментар на тоа? Ајде да тргнем еднаш без мрачни сценарии и да му дадеме шанса во искреност и да веруваме во искреноста на папата и на посетата на папата на Турција. Добро, ви благодарам. Овде ќе затвораме четвртата тема, а одиме со петата која што за мене е можеби вон сите овие политички сфери едно од најзначајните, а тоа е конечно да проговориме малку пожестоко за зоолошката градина. Господине Митрев, вие треба да отворите оваа тема, да ја слушнеме петата тема.